Македонија по завршувањето на Првата светска војна го имала истиот статус како и пред почетокот на војната. Незината територија била искористена од државите на двата завојувани сојузи – Антантата и Централните сили. Населението било максимално ангажирано како војна сила на страната на бугарската војска, а како логистика принудено да служи и на двата војни сојузи за одржување на Македонскиот фронт. Од оваа голема европска војна во Македонија останале само разрушените градови и села долж фронтовата линија, опустошелите полиња, бројни вдовици и сираци и најтажното од се, ширум Македонија останале многу гробови на војниците од сите војски кои војувале на незината територија. За време на Првата светска војна, македонците од сите струи групи во Македонската револуционерна организација биле искористени од бугарската држава за реализирање на незините големодржавни интереси на Балканот. Дел од раководството и членството и на двете струи било ангажирано како доброволци или мобилизирани како војни обврзници на страната на Бугарија, а дел од нив биле службеници во организирањето на административната власт во окупирана Македонија од централните сили. Најголем број револуционери од двете поранишни струи на Македонската револуционерна организација по Првата светска војна се нашле повторно во Бугарија, а најмногу во Софија. Тие направиле напори да ја продолжат својата револуционерна и политичка дејност. Меѓутоа, уште во првите договарања и советувања во текот на октомври и ноември 1918 година, повторно, дури и поостро, биле манифестирани старите идејни разлики и спротивставени гледишта за иднината на Македонија. Револуционерите од поранешниот Серски револуционерен округ на ВМРО од Пиринскиот дел на Македонија во границите на Бугарија и група дејци од поранешната ВМРО од Западна Македонија се вратиле на автономијата како начин на решавање на македонското прашање. Стариот македонски револуционерен кадар се групирал околу оваа организација со цел да го представи македонското прашање во неговата вистинска светлина на Версајската мировна конференција. И начело со Димо Хаджидимов повторно се вратија на старата идеја. Се договориле повторно да ги афирмираат изворните принципи на старата ВМРО за одбрана на самобитноста и самостојноста на македонското ослободително дело и конституирање на автономна, независна држава со перспектива за рамноправно учество во градењето на идната Балканска федерација. Не случајно Димо Хаджидимов ја напиша брошурата, книгата «Назад кон автономијата». Тоа значише назад кон изворните принципи на старата ВМРО, на Гоцевата ВМРО. Групата револуционери од Серскиот револуционерен округ, Димо Хаджидимов, Таската Спасо Серски, Георги Скрижовски, Александар Бујнов, Стоју Хаджиев и Чудомир Кантаджиев, уште во првата половина на октомври 1918 година подготвиле декларација за решавање на македонското прашање. Тие иднината на Македонија ја гледале преку конституирање автономна Македонија во незините географски и економски граници со внатрешно уредување по примерот на Швајцарската демократска република. Значи, внатрешното уредување тие сметале дека треба да биде такво како што треба да биде од федеративна гледна точка, заради тоа што во Македонија живееле поголем број на националности. Не само македонци, власи, турци, албанци и така натаму, и затоа кантоналниот тип на државно уредување според нив бил најпогодната форма за создавање на македонска држава. Серчани ги посочувале балканските влади и династии како најголеми противници на самостојноста на македонското ослободително дело и најголеми виновници за војните конфликти, разорнувања, човечки жртви и за распарчувањето на Македонија. Од групата Серчани се истакнувал Димо Хаджидимов, идеологот на левицата, кој уште во времето на дискусиите во периодот по Илинденското востание и по Првата светска војна бил и останал посебно критичен кон бугарската државна политика. Хаджидимов истакнал дека бугарската политика настојувала со празни ветувања и заплашување на македонскиот народ
да му го парализира инстинктот за самоодржување, да ги задуши и умртви никулците на они идеи кои би го спасиле од неприродно распарчување, да ја убива онаа мощна и жива формула која сама по себе се зародува во неговото сознание и во неговата душа. Формулата за зачувување на неговата целост како автономна единица на Балканот. Под влијание на идеите и принципите за правото на народите за самоопределување, прокламирани во програмата на председателот на Соединетите Американски држави, Вудро Вилсон, во познатите 14 точки, Серчани полагале големи надежи дека и на Балканот ќе настапат демократски промени во државите и во односите меѓу нив, кои ќе придонесат полесно да се прифати и постоењето автономна Македонија. Групата македонски дејци од поранешната внатрешна македонска револуционерна организација од Западна Македонија, предводени од Ѓорче Петров, Петар Попарсов, Петар Ацев, Павел Христов, Ризо Ризов и Анастас Лозанчев, ја обновиле нивната активност за продолжување на борбата за извојување национална, економска и државно-политичка независност на својата татковина Македонија. Со едно раководство, привремено представништво, кое самото кажува дека требаше да биде во времето на активностите на Версајската мировна конференција за барањата на македонците. Овие две групи револуционери од поранешната ВМРО во почетокот на 1919 година заедно формирале едно раководно тело под име Привремено представништво на поранешната обединета ВМРО. Главното начело по кое што се раководеле овие две групи, и Серчани, и Привременото представништво, всушност Серчани голем дел се инкорпорирале, се вклучиле во Привременото представништво, било враќањето кон старите изворни принципи на македонското револуционерно движење, или паролата назад кон автономија. Неговите членови имале богато револуционерно искуство, биле организатори, револуционери и членови на раководни тела и војводи од првите години на создавањето на внатрешната организација. Програмските определби ги изнеле во апелот до македонското население и македонската емиграција во Бугарија од 6 март 1919 година. Тие во покренатата активност се раководеле од силната и свесна желба на македонскиот народ за зачувување на неговата земја, цела и неподелена како самостојна политичка единица на Балканот во незините природни граници врз базата Солун како општ центар, Вардарската долина, Скопје и Битола со нивната стопанско-економска околина. За остварување на програмските цели, Привременото представништво си ги поставило следниве задачи. Прво, да ги организира сите приврзаници на идејата за независна Македонија меѓу емиграцијата во Бугарија. Второ, да представува истата идеја пред надворешниот свет. Трето, да дејствува со сите сили и легални средства да му се признае на македонското население правото да го каже својот глас пред мировната конференција со посредство на своји представници. Четврто, да влезе во врска со населението внатре во Македонија и со емиграцијата во Швајцарија, Америка, Цариград и други земји за општа и заедничка работа. Петто, да ги одбива сите интриги и клевети околу оваа чисто народна кауза. Идеологијата на Серчани воглавно била да се зачува чистотата на македонското револуционерно движење и да се вратат назад кон идеалите на старата внатрешна македонска револуционерна организација. Сушност, Серчани се едно цврсто јадро против навлегувањето на бугарската пропаганда и бугарското државно влијание во македонското револуционерно движење. Интересно е да се спомене што во групата на Серчани влегувале не само македонци по националност, туку имало и бугари по националност кои што го поддржувале македонското револуционерно дело и биле поранешни соборци на Јане Сандански, еден од главните идеолози на оваа група, кој што е убиен 1915 година. Привременото представништво на поранешната обединета ВМРО наидувало на големи тешкоти во исполнувањето на овие задачи поради недостигот на материјални средства, како и од мерките кои ги преземале бугарските власти за задушување на слободната македонска мисла.
Привременото представништво ја имало поддршката од поголем број македонски братства во внатрешноста на Бугарија, на дел од братствата во Софија, како и на македонскиот народ и македонските бегалци во Пиринска Македонија. Тоа го правеа претежно преку легален пат, значи не беа приврзаници за обновување на некоја институција, на вооружени чети. Го сватија времето дека сега треба политички да се действува по писмен пат преку агитацион, пропагандна дејност, да се бараат сојузници, да се запознава светското мислење со она што се случува и да се дистанцираат од оние кои што почнаа да ја обновуваат друга организација со име ВМРО, претежно од поранешните сили кои што беа приврзаници на струја, централистичка или конзервативна струја. Луѓе, ве разбирам. Но сега треба да се издржат овие тешкоти. Навистина, време е да ја видиме Македонија одморена од пукотници. С краја од неволици и поштедена од пеплиште и крв. Но денес, кога крвта престана да тече, се открива едно зрелиште уште пострашно од крвта и од огнет. Цела Македонија, разурната и разграбана, се смета и од победниците, и од победените во минатата световна војна за некаков случаен предмет, за нешто кое вчера се родило, со кое нема што друго да се чини, освен да се распарчи и раздели меѓу оние кои мислат дека први го открили нашето. Но Македонија е една одредена целина и има право на самостојно суштествување, како и сите слободни држави околу неа. И кога пак ќе треба да се кренеме на оружје, тоа да го сториме во најпогодниот момент. Групата револуционери од старата ВМРО од Западна Македонија, уште пред да се договорат со сербчани, на 25 ноември 1918 година го испратиле во Париз Пол Христов, викар на унијатите од Тракија, по потекло французин, за тој аргументирано да ги застапува барањата за автономна, независна Македонија пред француската јавност и светската јавност, и особено пред учесниците на мировната конференција, бидејќи тој бил можне добар познавач на македонското ослободително дело уште од времето на формирањето на организацијата. Во полемиката која се водела меѓу привременото представништво на поранешната ВМРО Обединета од една страна и извршниот комитет на македонските братства во Бугарија од друга страна, околу прашањето кој има право да биде легитимен наследник на старата ВМРО и кој има морално право да истапува со барањата од името на македонскиот народ и емиграцијата пред мировната конференција, привременото представништво докажувало дека тоа право го има единствено поранешната Обединета ВМРО. Имаме обиди на привременото представништво во моментите кога траела Версајската мировна конференција да настане еден вид на обединување и со извршниот комитет на македонските братства во Бугарија, една десничарска македонска организација, да се настапи со заеднички ставови во поглед на македонското прашање. Сепак, длабоката поделеност, борбата за престиж во македонското револуционерно движење, несогласувањата помеѓу одредени македонски револуционери во рамките на овие две македонски организации придонеле да не се настапи координирано, туку да се настапи одделно, што можеби е една и од главните причини што делегациите на Версајската мировна конференција не биле добро запознаени со суштината и карактерот на македонското прашање. Истапувањата на Тодор Александров и Александар Протоѓеров како легитимни представници на ВМРО во улога на нејзини задгранични представници, како што се подпишале под нивниот мемуар до мировната конференција, кај привременото представништво предизвикале остро реагирање и оспорување. Според него, споменатите двајца не биле легитимно избрани членови на Централниот комитет на ВМРО и одамна одстапиле од нејзините основни народни принципи и се компромитирале како спроведувачи на бугарската големодржавничка политика кон Македонија. Во моментот кога со неизвестност се очекувало решението на мировната конференција во Париз по однос на македонското прашање,
Привременото представништво барало од бугарската влада да ја напушти до тогашната политика кон Македонија, да се откаже од барањето за присоединување на цела Македонија кон Бугарија и да го поддржи барањето на привременото представништво на целото македонско население и на поголемиот дел од македонската емиграција во Бугарија и во другите земји. Бугарските политички партии биле предупредени од привременото представништво да не очекуваат поддршка на изборите од македонските бегалци и од емиграцијата, бидејќи нивната судбина не зависи од изборите во Бугарија, туку од ставот и од поведението на бугарската влада кон мировната конференција во однос на барањата за единствена, слободна и независна Македонија. Привременото представништво ја прекинало својата дејност во почетокот на ноември 1919 година. Поради внатрешните несогласувања и поради трагичниот крај и нерешеното македонско прашање и се расформирала. Оваа македонска организација има значајно место во национално ослободителното движење и покренала македонските емигрантски маси во Бугарија, Западна Тракија и македонскиот народ во Пиринска Македонија на една широка легална активност со програмски цели фундирани врз принципите на старата народна револуционерна организација и врз револуционерните традиции на македонскиот народ. Оваа група револуционери покажала пред светската јавност и пред Париската мировна конференција дека македонскиот народ одбива да биде само објект за задоволување туѓи интереси и објект на делби, туку дека бара да биде прифатен како субјект кој се одлучува за неговата судбина и иднина и дека интересите и барањата на македонците за самостојна и независна Македонија треба да бидат застапувани од легитимни представници. Напорите на одделни раководства, комисии, групи и поединци од македонското национално ослободително движење по Првата светска војна за обединување на македонските асоциации врз заедничка идеја и национално-политичка програма не довело до позначајни резултати. Најчесто, по неуспешните преговори или по откажувањето од постигнатата спогодба, како по правило, се интензивирале и проширувале меѓусебните обвинувања, а биле присутни и физички пресветки. Сето тоа предизвикувало големи потреси и оставало тешки последици за консолидирањето на македонските револуционерни и политички сили, но од друга страна придонесувало за самооткривање пред македонскиот народ и емиграцијата на оние сили од македонското ослободително движење кои застапувале туѓи интереси. Тоа се случило и по спогодбата постигната во април 1924 година, објавена во јавност со мајскиот манифест истата година. Во заедничката нова платформа, ВМРО ги прифатила програмските начела на левицата за решавање на македонското прашање, тоест главната цел обединета и независна Македонија во рамките на Балканска федерација. Целта требало да се реализира со поддршка на Советскиот сојуз, Коминтерната и комунистичките партии во балканските држави преку една општонародна борба, револуција. Комунистичката интернационала, Коминтерна, Советскиот сојуз како нова држава со ново општествено уредување и комунистичките партии на Балканот, кои како опозиција на буржоаските влади и на режимите во балканските држави настојуваат да си привлечат сојузници, да се подготви таа долго најавувана општа пролетерска револуција за промена на општествениот поредок, за создавање една федерација на работничко-селански републики на Балканот, со други зборови за политичко и општествено влијание економско на Советскиот сојуз на Балканот. Раководството на ВМРО автономистичка, поради веќе воспоставени односи со владеачкиот граѓански политички сојуз во Бугарија, тешко можело да обстои до крај на прифатената национално-политичка програма и на обврските преземени со оние кои ја воделе во редот на крајната левица и лева опозиција во Бугарија. Јавното откажување на Тодор Александров и Александар Протоѓеров од своите подписи под манифестот
Убиството на Тодор Александров на 31. август истата година, како и наредница други македонски револуционери, претежно од левицата, покажале дека во тој период не можело да се постигне ниту идејно, ниту организационо единство на поделените македонски револуционерни сили. Меѓутоа, идејата за обединување на македонските револуционерни и политички сили не била напуштена. Оваа идеја за офаќање на македонското движење во создадениот Балкански револуционерен центар ја поддржувале и надворешните фактори – Советскиот сојуз и Коминтерната. Припадниците на македонските асоциации, Илинденската и Федеративната организација, Серската група, Емигрантскиот комунистички сојуз, левицата на ВМРО автономистичка и други, кои обстоиле на основните идејни и програмски определби на Мајскиот манифест и представниците на новоформираните групи и комитети во првата половина на октомври 1925 година, ги поставиле основите на новата македонска национално-ослободителна организација, внатрешна македонска револуционерна организација Обединета. И токму после овие настани откажување 24 година на ВМРО, дојде до формирање наредната година на ВМРО Обединета од лево ориентираните револуционери поранешни, која привлече и други револуционери и македонски дејци, легални, и комунисти, и симпатизери. ВМРО Обединета била создадена врз основа на начелата на Мајскиот манифест. Но треба се внимава, Мајскиот манифест е подпишан и е создаден од ВМРО автономистичка. Сепак, тој документ послужил како основа за создавање на ВМРО Обединета, која што е сосема нова организација во македонското револуционерно движење. Во чие раководство, основање раководство имаше и познати револуционери, македонски дејци од претходниот период. Беше Павел Шатев, еден од исто така од приврзаниците и во преговорите инволвиран. Меѓу основачите се наоѓале познати дејци на македонското ослободително и револуционерно движење. Димитар Влахов, поранешен член на Централниот комитет на МРО, еден од основачите на Народната федеративна партија за време на младотурскиот режим и пратеник во Отоманскиот парламент, представник на членовите на ВМРО кои останале доследни на манифестот и главен координатор на активностите околу свикувањето на конференцијата. Имено Димитар Влахов бил овластен преговарач на ВМРО автономистичка во преговорите што таа ги имала со Коминтерната и со Советскиот сојуз. Влахов уште од порано ги воспоставил контактите со Советскиот сојуз и со Коминтерна, што значи дека бил добро упатен во сите овие работи и успел да ја исползува таа своја конекција за помош од Советскиот сојуз и од Коминтерната на ВМРО Обединета. Георги Занков, поранешен председател на Илинденската организација. Ризо Ризов, член на старата ВМРО и на привременото представништво на поранешната Обединета ВМРО и представник на комитетите формирани врз основа на манифестот во Вардарскиот дел од Македонија. Владимир Поптомов, комунист, представник на македонскиот народ од Пиринскиот дел на Македонија. Христо Јанков, комунист, представник на македонскиот народ од Егејскиот дел на Македонија и на македонската емиграција во Бугарија и Турција. Значи, ВМРО Обединета настојуваше да ги обедини оние кои што прифатија соработка со левицата и на Балканот и во Европа. Затоа ја велиме лево ориентирана македонска национално-ослободителна организација. Таа си поставила за цел интегрално решавање на македонското прашање, односно создавање на обединета независна македонска држава во незините етнички и географски граници, но во рамките на една Балканска федерација. Во програмските документи и во целокупната идејно-пропагандна и национално-политичка активност на ВМРО Обединета биле афирмирани и дел од програмските цели, принципи и идеи на гоцевата МРО и на незините основачи. Ова револуционерно наследство било прифатено како основа за градењето на програмско-политичките и национално-ослободителни цели и задачи на македонското движење во новите услови и во тогашната фаза на борбата.
во самото име на организацијата е земено уште тогаш општо прифатеното традиционално име ВМРО со додавката Обединета, која требало да го потврди обединувањето на револуционерните и национално ослободителни македонски организации и сили, но во исто време го изразувало непризнавањето на поделбата на Македонија и заложбата за обединувањето на трите дела во една држава. Значи, Обединета и независна Македонија во рамките на Балканска федерација во соработка и заедничка борба со левите организации или национални организации поврзани со левицата, а кои се бореа против балканските влади и режими. Како главни сојузници на оваа македонска организација биле Советскиот сојуз, Коминтерната, Балканската комунистичка федерација и балканските комунистички партии кои што имале колку толку правилен став во поглед на македонското прашање. Впрочем, тие ја подржувале оваа организација во сите делови на Македонија, и во Вардарска, и во Егејска, и во Пиринска Македонија. Во обликувањето на идејно-политичката физиономија на ВМРО Обединета биле вградени дел од идеите и програмските опредоби на македонските легални организации од периодот 1920-1924 година. Серската група, Привременото представништво, МЕФО и Линденската организација. Мајскиот манифест пак бил посочуван како најзначаен документ од периодот од крајот на Првата светска војна до формирањето на ВМРО Обединета. На страниците на изданијата на ВМРО Обединета, Македонско дело, Македонски вести, Македонска револуција и други посебни книги, како и на оние изданија кои биле под нејзино влијание, централно место во написите и освртите за национално ослободителните борби на македонскиот народ имале и Линденското востание како сеопшт македонски борбен и национално интегративен фактор и идеите и делата на македонските револуционери и раководители на ВМРО, меѓу кои првото место го имал Гоце Делчев. ВМРО Обединета беше нелегална, не можеше да действува легално. Беше во сите речиси документи, во настојувањата преку писмените нејзини изданија, преку органот на Македонско дело, Балканска федерација, да не нагласува поврзаноста со старата ВМРО. Встапување во тесна врска со сите национално револуционерни партии на Балканот, кои го поддржуваат принципот за самоопределување на народите и се готови на дело да помагаат за конституирање на Македонија како независна политичка единица. Борба за јазична и културно-просветна слобода на сите националности во Македонија, за политички слободи и равноправност, за давање земја на селаните и широка подкрепа на економско слабите слоеви. Разобличување на злосторничката политика на сите балкански влади и решителна борба против нивната освојувачка поделбена политика, како и против колонизаторската, асимилаторската и денационализаторската политика на Грција и Србија. Откривање и разобличување на политиката на европските држави кон Балканот и особено кон Македонија. И во тоа беше и заслугата на, можеби, на ВМРО Обединета најмногу, што ги демаскираше оние кои што ги вршат атентатите, убиствата и настојуваше тоа да се надмине и ги охрабруваше и другите организации студентски, младенски, потоа формирани во рамките на ВМРО Обединета групи, да се борат со сите средства да престанат меѓусебните убиства. Разобличување на предавниците македонци кои се ставиле во услуга на бугарскиот, српскиот и грчкиот империализам и водење борба против нив. Засилување на пропагандата и агитацијата во странство меѓу работните маси и прогресивното јавно мислење, како и меѓу македонската и балканската емиграција за независна Македонија и Балканска федерација. Иако по првата општа редовна конференција на ВМРО Обединета од 1929 година, по редовите на раководството се издиференцирале две струи: комунистичка начело со Димитар Влахов и национално-федералистичка начело со Павел Шатев, тие останале како внатрешни струи и не довеле до поделба, а програмските начела
не се промениле битно, само што од национално-федералистичка струја за решавање на македонското прашање била прифатена како опција една Југословенска федерација со Македонија како рамноправен член во неа. Оваа македонска организација создала своји комитети, областни комитети во сите делови на поделена Македонија, во Вардарска, во Пиринска и во Егејска Македонија. Интересно е што таа во почетниот период повикувала на легална борба за решавање на македонското прашање, но доколку тоа не е можно, во тој случај да се повика на едно сенародно вооружено восстание во сите три дела на Македонија, што во тој временски период на поделеност било многу тешко. Се обиде во трите дела на Македонија да формира нелегални организации, да ги поттикнува македонците, нели, на легална, полулегална форма на действување, барање за решавање на аграрното прашање, на дозволување политичко организирање, но многу тешко одеше со оглед на тоа што режимите знаеа дека за тие сили стојат левите ВМРО, зад нив, нели, комунистичката и интернационала, односно коминтерната. ВМРО Обединета имала негативен однос кон владите и дипломатиите на западните држави и кон друштвото на народите. Не ги сметала за меродавни фактори од кои требало да се очекува помош и поддршка. Тоа го објаснувала со многу лошото искуство од дотогашната политика на споменатите фактори кон македонското прашање. Ги сметале за големи виновници за поделбата на Македонија во 1913 година и за незиното санкционирање во 1919 година на мировната конференција во Париз. ВМРО Обединета барала ревизија на мировните договори, промена на границата, воспоставување на територијалниот интегритет и државно конституирање на Македонија. Освен кон Советскиот сојуз и Коминтерната, своите погледи ги свртела и кон комунистичките, социјалистичките и работничките партии, од кои барала помош и поддршка за национално ослободителното дело на македонскиот народ и за запирање на теророт и асимилацијата во поделена Македонија. Најдолго организационата мрежа на ВМРО Обединета се задржала во Пиринскиот дел на Македонија, каде што постоела се таму некаде до 1936-37 година, кога се организирани големи судски процеси против раководителите на оваа македонска организација, со што таа престанала да постои. Дел од нејзиното раководство било осудено од бугарската власт, но во отсуство многу мал дел од раководството било фатено и осудено на повеќе годишни казни затвор во рамките на бугарската држава. Во Егејска Македонија пак ВМРО Обединета била подпомагана од Комунистичката партија на Грција и тука нејзината организацијска поставеност постоела се таму до 1936 година до Метаксасовата диктатура. Најбрзо била растурена мрежата на ВМРО Обединета во Вардарска Македонија, каде што била откриена уште во 1925-26 година, кога српската власт организирала големи судски процеси, при што голем дел од нејзините раководители биле осудени, фатени и затворени. За тоа време, иако не прераснала во масовна нелегална организација на целата територија на Македонија, го одржала континуитетот на левицата во македонското национално ослободително движење, а од почетокот на 30-тите години имала голем придонес за афирмација на македонскиот национален идентитет. Но многу е значајно што тие активности најмногу преку ВМРО Обединета, особено после 1930 година, дојдоа до зацврстување на македонската национална свест, до афирмација на македонската култура, историја, јазик, традиции и така натаму, што пак од друга страна беше и еден факт за и Коминтерна да го согледа постоењето на македонската нација и да донесе резолуција. Со решението на Коминтерната за распуштање на ВМРО Обединета во 1936 година, престанала да постои тогаш единствената организација која со својата програма и дејност ја опфаќала целата географска и етнографска територија на Македонија и која можела да ги поврзе сите демократски и прогресивни сили во Македонија во една широка антифашистичка платформа за остварување на правото на самоопределување на македонскиот народ. Но таа за жал 36 година беше растурена со решение на Коминтерна
со оглед на тоа што беше со неа поврзана и со комунистичките партии, бидејќи дојде програмата на народните фронтови, па така македонците требаше да се вклучат во народните фронтови, антифашистички, во која балканска држава, и тука да бараат решавање на националните права и слободи. Македонската револуционерна организација се појавила во 1893 година, како резултат на економско-политичкиот развој на македонското општество во рамките на Османската империја и како израз на созреаната свест на македонските интелектуалци и патриоти за нивната историска улога во организирање на македонците за афирмирање на нивните посебни државотворни интереси наспроти другите балкански национални државни програми и интереси, особено бугарските, кои се наметнувале преку разни форми и средства на македонците. Борбата за ослободување секогаш се поврзувала со остварување на македонската државност до степен на автономија или независна држава и со чувството за заедничка борба на сите граѓани, независно од нивната етничка, верска и друга припадност, кои ја чувствувале Македонија како своја татковина. Тој консензус за ослободување и конституирање на македонската држава, остварен привремено во практика за време на Илинденското востание со Крушевската република, била главната црвена нишка во мозаикот наречен македонско прашање, која останала заеднички именител на македонското себе препознавање, присутно во идеите, програмите и делувањето на речиси сите организации, струи, групи кои го поврзувале своето македонско определување со ВМРО, име кое ги содржало во себе и другите имења ТМОРО, ВМОРО, МОРО, поранешна обединета ВМРО, ВМРО обединета, но и во програмите на организациите, во чии раководства се најдоа дејците на ВМРО од нејзините предилинденски и по-илинденски период. Оваа етапа завршила со растоањето на ВМРО Михајловисти во 1934 година, со постепеното згаснување на ВМРО протогеровистичка и со распуштањето на ВМРО обединета во 1936 година, но во исто време започнала нова етапа на македонската борба за национална слобода и државност, во која се вградува и револуционерната традиција на ВМРО и Илинден.